Исто тоа и ќе завршам, регулиране конфликтот интерес на полномошникот. Тука знаете дека во минатото имаше на голема пракса во Република Македонија да се даваат гласачките права на менеджмент структурите кои што во интерес во наводници на акционерите донесува и одлучува како што сакаат, малтене ги спојува надлежностите. Тоа го нема во Законот за трговски друштва, меѓутоа верувајте дека ставот на Европската комисија и овој закон е дека и во услови на еден таков конфликт на интерес, доколку тоа е однапред познато на вработените, на акционерите, дека не може да бидат спречени овие лица, дури да постои кај нив конфликт на интерес, да бидат полномошници на собранието. Е втората важна порака која што би сакал да ја пренесам. Внимававме, знаевме дека е потребно време да се прилагодите на овие прописи. Баравме една година одложена примена, ја добивме. Во прекршоците исто така многу внимававме да не бидат ригорозни, да не гледаме под ногти, да не гледаме детално, да дадеме можност бизнес заедницата полека тоа се да го свари, да се соочи со тие предизвици. Гледате, прекршоците се генерално по овие нови измени доста на едно генерално ниво, доколку не се објавуваат одговори на интернет страницата кои што ги поставиле акционерите на собрание. Ако причините за конфликт на интерес кај полномошник не се објават на интернет, ако не се уважи едно полномошно дадено во писмена форма, ако не се обезбеди електронско регистрирање и овластување на полномошници. Ви благодарам за вниманието за оваа кратка презентација, така да Господин Пубовски, благодарам за исцрпното излагање. Професоре, кој е вашето излагање на ова, би рекол, редизајнирање на постапката на свикување и одржување собрање? Па најнапред добар ден до сите. Благодарност за можноста да учествувам на овој форум. И генерално морам во старт да кажам, добра прилика, еве конечно се запознавме со господинот Поповски, ако работиме на иста проблематика. Тој од аспект на законодавец, јас од академскава сфера. Така што еве едно од, можеби вака навидум, мали бенефити, меѓутоа добро е што конечно законодавецот и оние кои што секојдневно се бават со оваа проблематика конечно можат и да поразговараат. Од некои мои искуства во разговори со колегите од Хрватска, посебно од правниот факултет во Загреб, ова што и беше споменато се кажува, вика тоа се такви бюрократи во Брисел и покрај тоа што се работи за директива која што соодветно треба да се прелее во националното законодавство и со своји зборови, такви бюрократи кои што велат мора од збор до збор да биде тоа така, инаку ќе ви дадеме не позитивен извештај затоа што не сте транспонирале соодветно таквата директива. Сега проблемот е што кога е направен обид тоа да се направи, владата има некоја платформа, мислам се вика ЕНЕР, каде што можно е да има некаква јавна расправа, меѓутоа за жал тоа не функционира, така што многу често ни се случува и моментално една анекдота кружи низ држава, вика фала Богу што се распиша вонредни парламентарни избори, пак ќе стигнеме да поисчитаме се што во меѓувреме нели се усвои како новина, вклучително нели и ние, еве подготвувајќи се за овој настав, конечно ги считавме измениве од релативно свеживе од април 2011 година, барем во делот кој што се однесуваат на свикување на собрание. Така што апелирам на една подобра комуникација помеѓу законодавецот и академската сфера, особено и бизнис заедницата. Зошто го велам тоа? Покрај овој дел од Законот за трговски друштва, не знам колку го следите измените во Кривичниот законник на Република Македонија, каде што дојде до еден апсурд кој што например во делот на казнена одговорност на правно лице, каде што вели ако казната изречена на правното лице не може да плати правното лице, одговорното лице и така натаму, вели тогаш на одговорност може да се повикаат и акционерите, односно содружниците во правното лице. Сега внимавајте, купувате акција на берза и можете да станете субјект кај што треба да плати некаква казна заради нешто што некој направил претходно или на таквото правно лице му е изречена одговорност како правно лице. Ние и тој на факултет го имаме како расправа со овие условно кривичариве, кои што сакајќи да влезат во овој сегмент во економски си даваат такви слободи кои што го рушат генерално целиот систем на ограничена одговорност на акционерите во висината на она што го вложиле во самото друштво. Меѓутоа да се навратам
на самава директива за вршење на одредени права на акционерите во котирани компании, гледаме дека се уште продолжува онаа условно нерешена дилема на јавно поседувани, приватно поседувани, она наша на иновација на котирани друштва, друштва со посебни обврски за известување и останати друштва, па измените во Законот за харти од вредност, офаќајќи ги овие останати да имаат некаква обврска за известување во функција или на поголемо транспарентност, обелоденување со цел да се привлечат вложувачите, инвеститорите да купуваат акции. Прашањето е што фали. Значи формално правно, она како и во условно во она политичкава демократија и во акционерската демократија, едноставно имаме формално правна, меѓутоа имаме и функционална. Формално правно, да, ги следиме сите измени во рамките на Европската унија, директивите, транспонирање и така натаму. Меѓутоа во ситуација кога во 10 дена ќе се усвојат две условно суштински и прилично обемни измени на Законот за трговски друштва, се појавува прашањето без оглед на моментот од кога ќе се применуваат тие измени, се создаваат разноразни дилеми кој, кога, како, што и така натаму, особено што, иако беше споменето дека било укажувано за различните методи на приватизација во Република Македонија, неразличната, меѓутоа концентрираната акционерска собственост, прилично затворени акционерски друштва, страф на постојниот менаџмент од јавни понуди, обелоденување и така натаму. Она што една мала анализа би го докажала кај нас, во Република Македонија се вели дека постои акционерска демократија гледана низ едно искривено огледало. Во која смисла? Се она што е исклучок кај нас станува правило од страна на инсайдерите на менаџментот, односно исклучоците максимално се користат и она што е нормално во некои земји кај нас условно е ненормално и обратно. Сето ова е во ред, значи појавата на електронска трговија, електронски подпис, обврските што се преземаат секаде во Европа дека треба да постои изедначување помеѓу она што е електронско и она што е традиционално и хартиено, значи сите овие можности за електронско гласање, електронски предлагање точки на дневен ред. Понатаму има една интересна одредба каде што вика собранието може да свика собрание. Значи сакајќи да се задоволи Брисел и во брзината во преведувањето на овие директиви, се случува да се вметнат одредени изрази, институти правни кои што едноставно отстапуваат од генералната дикција на самиот Закон за трговски друштва. Ние што горе-долу се бавиме со оваа материја, можеме да почувствуваме за што се работи. Меѓутоа, за останатите тука ќе се создаде определена правна несигурност, а особено па за оние кои што треба да пружат судска заштита во случај на повреда на некои права на акционерите, може да се јави кај нив не од неразбирањето на правото, туку од релативното непознавање на оваа проблематика која често се менува. Тука пред се мислам имам искуство во предавање на Академијата за суди и јавни обвинители, каде што помлади наши колеги, кога ќе дојде до трговски друштва, харти од вредност и така натаму, велат дајте ни класично граѓанско и кривично право, само немојте харти од вредност и така натаму, затоа што вика тоа ни една голема непознаница. Сега, ако вие ги од една страна ги пренатрупувате со измени, дополнувања кои што не се доволно созреани и жвакани во практиката, како после да се очекува дека некој мал акционер ќе сака да купи акции, при тоа да не биде сигурен дека доколку дојде до повреда на тие негови права, ќе добие соодветна судска заштита од тие што треба да ја пружаат таквата заштита. Чисто како илустрација ќе дадам, Законот за трговски друштва во изворната верзија, например, не користи изрази редовно и вонредно собрание, туку користи годишно собрание и собрание помеѓу две годишни собранија, кое што условно би било вонредно собрание. Со измениве се воведува седница која што
не е редовна годишна седница, значи доаѓа до некои мешања на работите кои што само може да создадат определена забуна во примената на Законот за трговските друштва. Речи и господинот Поповски, еве се подготвува некој fine tuning, значи една пречистена верзија изработка на самиот Закон за трговски друштва, меѓутоа што во меѓувреме. Еве пред известно време, не пред известно, минатата недела на пример се случи на факултет ми се јавуваат луѓе и ми велат вака: дали е дозволено при презентација на годишниве сметки и годишниви финансиски извештаи и така натаму, наместо членовите на органот на управување да дојдат адвокати. Се во едно од измениве вика при тоа лицето овластено од судот може да користи, не знам, адвокатски услуги. Поаѓајќи од акционерството како такво, јас прилично морам да се испотам, правдајќи ги цифрите кои што сум ги постигнал изминатава година пред вас како акционери, морам да бидам соочен со вашите прашања и да ве убедам со силата на аргументацијата зошто е тоа така како што е презентирана. Меѓутоа во конкретниот случај се случило да адвокатот се повикал: не знам, ова ми го дадоа. Адвокатите викаат: па и ние можеме го прочитаме ова што сте ни го дале. Јас не знам како понатаму акционерите гласале за прифаќање на таквите извештаи, меѓутоа тоа е поминато. Значи има механизми сега во законот кои што им даваат поголеми права на акционерите, меѓутоа како тие ги вршат? Понатаму електронско поставување на прашања. Не прецизно кажано, значи ние живееме во ова општествено милје во Република Македонија. Едно е превод на директивата, друго е онаа реална практика која што веројатно кога ќе се прави тоа финално некое усогласување на законскиот текст, сите ќе ги кажат своите проблеми, особено што пазарот на капитал, македонската берза има интерес да има задоволни акционери. Ако има задоволни акционери, тие ќе купуваат акции и ќе бидат сигурни дека правата им се заштитени. Вели вака: акционерите можат електронски да поставуваат прашања во врска со точките на ставени на дневниот ред, нели во оној рок, дали 21 или онаа новина со електронската седница преку електронска инфраструктура, која што може да биде во 14 дена, доколку сите можат, нели, да гласаат и има таква поставеност електронска на таквото собрание. До кога јас можам да поставувам прашања? Значи од кога ќе се објави дневниот ред па да ги добием одговорите, или вели вика одговорното лице или негов застапник, значи еве го тука адвокатот кај што е ставен застапник, вели може да одговара на интернет страницата во вид на прашање и одговор, прашање и одговор. До кога? До 2-3 дена пред одржувањето на самото собрание, кога јас ќе знам дали да гласам или не врз основа на понудените извештаи, или тоа може да се задоволи и во текот на седницата, на собранието, ако јас поставам прашања, деме како ми се одговори и после завршетокот на собранието, дали е тоа валидно, дали тука тие одлуки, гласања се донесени врз основа на релевантни информации и одговори кои што ги поставиле акционерите. Токму заради тоа сметам дека и покрај притисокот од Брисел да нешто се транспонира, иако нели ограничувањата во поглед на полномошната, рестрикциите, рокот беше 2012 година, колку јас се сеќавам по самава директива. Аргумент по мене, јас немам искуство во такви преговори, меѓутоа ако за државите членки на Европската Унија е оставен рок во дел од одредбите од директивата до 2012 година, не гледам зошто и по секоја цена ние да условно се фалиме дека еве сме ја транспонирале, меѓутоа кога доаѓа до примена веќе се јавуваат проблеми, што како отворени прашања, што секако бизнис заедницата многу повеќе од нас двајца може да тоа ни го предочи, а во функција нели на и како што рековме преку гранично гласање. Сакаме да привлечеме странски вложувачи кои олеснето, оно што велат и на абсентија во отсуство може да ги вршат своите гласачки права, се тоа окей. Меѓутоа и внатре, за да се разигра самиот пазар, сметам дека треба да има таа тространа комуникација, законодавец, наука и најмногу бизнис заедницата.